Добро вечер. Влегуваме во самата завршница на овој долг, напорен понеделнички ден, исполнет со разни случувања од областа на општествено-политичките собитија во Македонија. И вечерва ќе направиме две, да кажем, дебати во кои што поканивме два пара гости, со кои што ќе разговараме на две различни истовремено слични теми. Моите први гости се професор доктор Игор Есмеров, нашиот поранешен амбасадор во Унгарија. Доктор Игор Есмеров, се извинувам. И Стево Насковски, кој што е дел од ова реформистичко движење во ВМРО ДПМН, а кој што до неодамна беше и организационен секретар, ако не се лажам, на партијата. Благодарам на поканата. Да. Ние работниот наслов на оваа вечерна дебата е што се случува во ВМРО ДПМН, бидејќи некако не навасаа некои случувања кои само до пред 3 дена не изгледаше като тоа така брзо ќе се одвива. Но јас предлагам режија, доколку го имаме прилогот на колегата Христијан Баневски, кој што објаснува во кратки црти што се денеска се случи во врска со настаните околу ВМРО ДПМН, да го погледаме, бидејќи може да биде еден згоден вовед во целата дебата, а потоа се надевам дека ќе го имаме и нашиот колега Антонио Крстевски, кој што се наоѓа пред Белата палата, односно седиштето на ВМРО ДПМН, каде што, како што е познато, се одржува вореден централен комитет на партијата. Затоа предлагам да одиме прво со прилогот на колегата Баневски. Очите на јавноста повторно се вперени кон опозицијската ВМРО ДПМН откако нов скандал ја стресе Белата палата. Политичките случувања го мобилизираа Централниот комитет денеска на седница, а членови на партијата на Facebook шпекулираат со сценарија за можниот исход. Сосема очекувано од ВМРО ДПМН не открие што прецизно ќе се разговара на овој состанок. Според тврдењата на Кекеновски, едно е известно: ситуацијата во партијата зоврива. До вчерашните сојузници и браќа по интерес наеднаш станаа крвни непријатели. Секој преку своји новинари и подржувачи нарачува текстови против другиот и прават собствени сценарија. А до вчера истите тие се бацува и колнеа на вечна верност и на едните и на другите. Не име повеќе местото во ВМРО ДПМН. Ги видовме кои се и какви се. Време е за прочистено ВМРО. Реагираше Јовај Кекеновски, дел од крилото за реформи на ВМРО ДПМН. Крајно поларизираните ставови укажуваат на огромна поделеност меѓу членовите, нов раскол во опозицијата, а пак главната дебата според информациите е фокусирана на Сашо Мијалков, поранешниот долгогодишен директор на УБК и братучед на бившиот премиер Никола Груевски. Едното сценарио е партијата да го исклучи од членството Мијалков, бидејќи наводно тој ги убедил 7 пратеници од партијата да гласаат за уставните измени во петокот, најмногу поради тоа што сакал да се спаси себе си и своите бизниси. Сашо Мијалков преку овие 7 послушници, соработувајќи со СДСМ и други фактори за да го спаси својот и своите бизниси, директно влијал на исходот кој се случи во собранието. Симптоматично е што баш сите пратеници, вклучувајќи ги овие 7 до последен момент, го верувале Мицкоски дека нема да гласаат за договорот. Напиша на Facebook екс-председателот на Делчевскиот комитет на ВМРО ДПМН. Второто сценарио за кое се зборува е дека членството ќе бара оставка од председателот Мицковски, бидејќи не успеал да ги тргне настрана криминалните структури во партијата и останал да биде раководен од Груевски, Мијалков и Мартин Протуѓер. Апелирам до сите искрени противници на Преспанскиот договор да израза солидарност со Мицкоски на секој можен начин, почнувајќи од социјалните мрежи, за и тој и почистите да се уверат дека зад неговиот принципелен отпор стои и ќе стои сериозна маса. Оставете ги докажувањата кој е најголем патриот за други прилики, делувајте конструктивно пред бројката од наводни 80 да стане преку 100. Пишува председателот на Сдруженијето на македонски иселеници Игор Аврамовски Александров. Јавна поддршка за Мицковски дадоа пратениците Трајко Велјановски и Антонио Милошовски, но дали тој ќе ја задржи фотелјата останува неизвестно, особено по поддршката од 7 пратеници на опозицијата за отворање на уставот. Оваа бројка се очекува да расте во текот на процесот, а во таа насока е изјавата на пратеничката Нола Исмаиловска Старова, која рече дека нема закани, напротив добива само поддршка и тоа најмногу од сопартијци и колеги. Добро, како што гледате, тешко дека може да се поверува дека волку многу настани реакции и контрареакции ќе се соберат во само еден ден.
А овдека уште и гледам од пригод на колегата Баневски, не се собрани сите, бидејќи во меѓувреме се јави господинот Мијалков со своја реакција, кој што повика на единство во партијата, да се сочува мирот и да се види како може да се излезе од оваа криза, ако го интерпретирам сосема на кратко, како еден вид на одговор на обвинувањата дека тој стои евентуално зад овој раскол. Јас предлагам, колеги, пред да почнеме со нашата дискусија, да го искористиме и колегата Антонио Крстевски, кој што се наоѓа пред седиштето на ВМРО ДПМН. Антонио, добро вечер. Гледам дека таму е прилично мирно. Што се случува во зградата? Добро вечер, Сашо. Мирно е пред седиштето на ВМРО ДПМН, каде што се одржува Централниот комитет на партијата. Веќе 2 часа членовите на Централниот комитет се внатре на состанокот. Направија неколку кратки паузе, меѓутоа пред да се вклучиме сега во студиото, влегоа во седиштето на партијата и продолжија со својот состанокот на Централниот комитет на најголемата опозициона партија во Република Македонија. Почна нешто по 7 часот, а според најавите би требало да заврши некаде за половина час, при што беше најавено од страна на портпаролите на партијата дека ќе има изјави на медиумите, најверојатно некој од подпредседателите на партијата. Инаку, ние новинарите се уште немаме детални информации за тоа што се разговара конкретно на седницата, односно на состанокот на Централниот комитет на партијата. Единствено што се знае неофицијално е дека партијата ги гради партиските позиции по последните случувања во собранието, односно отворање на уставот во кој што учествува, односно гласа за и 7 нивни пратеници. Извори од раководството брифираат дека на седницата се очекува челниците на партијата да им дозволат своето незадоволство, како што велат, да го изразат и општинските комитети, а нивното незадоволство произлегува од гласањето за на 7 пратеници кои што беа исклучени веднаш по гласањето од партијата. На високото партиско тело на опозицијата се состанува во екот на политичките, односно на низа шпекулации кои што денеска кружат во јавноста, а тоа се дека постојат 2 сценарија за развојот на настаните. Првото сценарио е дека наводно луѓе, односно високи позиции кои што држат во ВМРО ДПМН се приклонети кон поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков ќе побараат вонреден конгрес на партијата на кој што ќе побараат да биде сменет од позицијата председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, на негово место да се постави друга. Од друга страна пак струјата која што е поблиску до Мицковски би можела да побара исклучување на Сашо Мијалков, кој беше еден од највисоките, држеше една од највисоките позиции во ВМРО ДПМН. Сепак се тоа останува на ниво на шпекулација и неофицијални информации кои што допрва треба да бидат потврдени од страна на официјалните лица во партијата. Како што претходно споменав, се очекува Централниот комитет да заврши некаде за половина час. Изјава како што најавија, најверојатно би дал некој од подпредседателите на партијата, најверојатно Александар Николовски. Ти ќе останеш на твојата позиција, тоа сум сигурна. Сигурен сум, само да те прашам, имаш ли некои значајни отсуства евентуално? Дали се сите кои треба да бидат на Централниот комитет присутни или можеби се говори за нечие отсуство, бидејќи таму во неколку наврати знаеше да отсуствуваат и некои од подпредседателите и така натаму од овие повидни ВМРО-вци во да кажем во раководството на партијата. Од тоа што можевме да го видиме пред да почне состанокот и на паузите, со сигурност не можам да потврдам дали се сите тука, бидејќи Централниот комитет на партијата е големо тело кое што го сочинуваат многу членови кои што се од општинските комитети, но и од други тела на партијата.
можеме да кажеме дека најверојатно во полн состав е централниот Добро. комитет на ВМРО ДПМН. Благодарам. Само сакав да напоменам дека само дека веднаш пред да почне изјавата можеме да им кажеме на гледачите да бидат така, затоа што ќе се вклучиме линковски во живо, ќе ја пренесеме во студио 1 изјавата, која што ќе биде од страна најверојатно, како што претходно кажав, на подпредседателот на партијата Александар Николовски. Благодарам, Антонио, се остануваме на врска и секако алармирај доколку нешто важно таму се случува, за да можеме да влеземе директно во програмата. Господа, некако, еве и колегата и некако во јавноста се прочистија наводно две можни сценарија за целата оваа ситуација која се случува во партијата. Јас не сум сигурен дали тоа може да се сведе баш така на две сценарија, не сум сигурен дали за тие сценарија не стојат некои кои што имаат можеби и трето и пето сценарио. Но затоа би сакал да ве прашам пред се, која е вашата, Есмеров, која е вашата проценка за ова што сега се случува? Знаете како се изнаслушавме од историјатите на ова се што досега се случуваше, бевме сведоци, со многу луѓе разговаравме и така натаму. Кој е сега пресекот на ситуацијата? Што е сега состојбата? Ја се според она што го знам и според минатото, не се работи за никаков раскол во партијата. Мислам дека се работи повеќе за некое фингирано сценарио и за некаков раскол кој би требало таков да изгледа во јавноста. Мислам дека нема ни да се побара ни оставка од Мјалков, ниту ќе има оставка на Мицковски, ниту некој ќе ја побара. Мицковски е легитимен председател на партијата, избран на легитимен и регуларен конгрес, има можност да ги спроведе своите 3 постулати кои ги најави, тоа е градење на однос со меѓународната заедница, градење на однос со албанскиот фактор и консолидација на партијата. Ние впрочем ова досега во сите 3 постулати тоа сакам да кажам. Тоа сакам да кажам. Правец. Ние поддршката му ја дадовме, ја имав лично разговор со него предходно и му дадов и јас поддршка, му дадовме сите поддршка со надеж дека овие 3 постулати ќе се исполнат. Еве до ден денеска гледаме дека ни еден од овие 3 постулати не само што не е исполнет, туку е во диаметрално спротивен правец од Да, се влошуваат ситуациите. Многу се влошуваат ситуациите, еве помина една година, ја гледаме ситуацијата дека е драматично влошена и поради тоа еве реагираме јавно. Да видиме дали ќе се согласувате ли дека ова сепак е една сметам дека една гимнастика, бурлеска од причина што со новите освежувања, иако се козметички, не се суштински, нели со поставувањето на нови председатели на општински комитети, Мицковски и да е на некој начин хипотетички да кажеме вистина дека може би има меѓу нив, но не верувам дека има некаков судир, сепак си го има зациментирано своето председателско место и повикување, може би некој член на централен би побарал, но не верувам дека би му поминал таков. Добро, што е целта на сета таа бурлеска, како што да рекувате? Што е крајната мислење дека сака да се представи пред јавноста дека најверојатно крилото на Мицковски завршува, односно се го чисти така нареченото криминално, нели, екс раководство. Добро. Но сепак според политиките кои што ги води, сметам дека таа нишка, таа папучна врска. До сега немаше никакво дистанцирање од ништо претходно. И сметам дека и ова е еден вид на бурлеска која што само треба. Што е политичкиот резултат од тоа? Тоа значи ли дека се прави една голема гимнастика за да се направи некаква лажна динамика, членството да поверува дека доаѓа до некакво расчистување така натаму. Од друга страна поминуваат уставните амандмани како што ја претпоставам интересот на основните вредности на ВМРО, тоа е за членување во ЕУ НАТО, а при тоа сите да останат живи и здрави, никој му ништо да не му фали и да ја зацврцат дури своето владење. Тоа ли е на кратко ова што сакате да ми го кажете, некакво сценарио? Па не, јас освен што ќе настрадаат сите овие што барат демократија во партијата. Не, ја мислам дека никој нема да настрада. Дека многу погрешен потег ако некој се исклучи од партијата во овој момент или ако некој се разреши поради овие причини кои фактички се и непостоечки. Ова се фингирани причини. Добре, Игор, денеска имав гости некои од ваши сопартици, бивши така натаму, кои велат дека мислат дека еден од најголемите грешки кои што партијата и Мицковски ги има направено исклучувањето на пратениците истата вечер после гласањето. Всушност тоа и го зборам, тоа е во тој правец. Значи, тие пратеници претходно имаше во прилогот дека го обвинува дека Сашо Мјалков им вршел
некаков притисок по ни прифатиле. Тие се луѓе возрасни, со интегритет, со искуство, со сопствени професии, со семејства и не знам на кој начин толку волонтаристички некој пробува да ги омаловажи овие луѓе. Едноставно веруваат во евроатлантската агенда, бидејќи друга и не постои. Еве тие другите кои ќе ги слушаш, прашајте ги која е другата идеја, сите ќе молчат. Да. И сега зашто ги обвинуваме овие луѓе, во последните ако овие немаат алтернатива, не чувме за никаква алтернатива, особено не за некаква конструктивна алтернатива. Што стои го зборувам? Ја лично имам чуено дека Мицковски со своји пријатели кога седел, кога правил муавет после излагањето, си кажал човекот, сметам дека тоа е патот. Не станува збор и ќе видиме, и историјата ќе покаже дали овие луѓе стварно беа визионери, што ја мислам дека и тоа е. Добро, и сум убеден во тоа. Сепак сте биле организационен секретар, колку и да траело тоа, и сте долго во партијата. Како се тоа ќе се одрази меѓу членството? Не е ли направен еден вид на релативно хаотична ситуација меѓу членството? Има луѓе кои што имаат распалени страсти. Добро, гледаме дека нема луѓе, сигурно не многу луѓе кои се подготвени сега нешто да бунтуваат и така натаму, но ова не може да остане без последици врз поддршката. Па како што гледате, цело време се случува, се употребува онаа реторика на предавници, цело време. Ние имаше баш денес прочитав на Facebook, викаве веќе 80% од населението ќе станеме предавници. Значи, ја секојдневно гледам и на улица, и на работни места, и така натаму колеги, браќа со браќа, истото и во партијата, значи кумовски врски се растураат заради последниот. Има интересна една теза тука. Се работи за тоа кои се предавници. Дали оние кои го следат партискиот став 27 години дека евроатлантската агенда е приоритет, или оние кои 3 месеци пред овој референдум имаа малце. Се води ли таа дебата во партијата? Малце гледаме источни ветришта, источно кокетирање, некој е така чудно. Сега кои се предавници у приказка. Се води ли таа дебата или беше еве ја прашувам. Пробано беше да од наша страна да биде наметната како нели организационен секретар, имавме 10 подсекретари кои што ги разреши исто така со мене, да се наметне одејќи по терен како почеток. Први беше чекајте луѓето да ја прифатат како да бевме некои еретици, не знам што. Одејќи по терен почињавме онака луѓе зашто бојкот. Нели, ако сакате, еве, не знаеме што би било утре, кое е решението што се нуди на ако сакате да го застанете процесот, треба да гласате против, иако сметаме и дека и тоа е погрешно, пример мој личен став. Така да, еве, видовте во тој поглед. Добро, тука можете и референдумско прашање да го врзете. Кој е предавник? Тој што 27 години го почитувал ставот, кој последните 11 беше многу цврст, да се излезе и референдумски да се изјасниме, или оние кои 3 месеци пред избори ретерира, па излегува, па кажува референдумот не е опција. Како што знаете во политиката, толкувањата дури кога се спротивни за кратко време може да држат. Затоа ги поставам прашања да се отвори дебата околу тоа. Имајте го сето ова предвид. Вие реално бевте луѓе или едни од луѓето кои што бара поголема демократија, бара реформа во партијата и така натаму. На крај ќе излезе дека само тие луѓе како вас и можеби и некои други кои што на друг начин тоа го бараат, не мора да бидат дел од вашето, да кажем, движење за реформи, дека тие ќе бидат жртвите во целата работа. И што ќе добие ВМРО од тоа? Види, ја тоа не го гледам како жртва, бидејќи ние не одиме со лични агенди. Не се жртви во смисла дека вие ќе останете без некакви синекури. Мојата идеја е да го завршиме. Што ќе биде со партијата, тоа ме интересира. Да го завршиме протестов координатор, разговаравме, после тоа да знаете кога ќе ги направиме тие 3-4 чекори, сега ќе тргнеме од некоја дистанца 3-4 чекори понапред. Доколку не тргнеме да ги изодиме, ќе останеме назад. Со партијата, мојата предпоставка е ако продолжи овој тренд, ако продолжил неисполнувањето на овие 3 ветени постулати, врз кои дојден легитимниот председател Христијан Мицковски, председател на најголемата партија во Македонија, ВМРО, тогаш во следниот период на председателските избори и доколку се исполнат овие бркања и шиканирање во партијата и продолжи таа писма меѓу членството од гласови 420.000 на претходните избори, 450, ќе се сведе на некои 330.000 гласови, кои ќе бидат почетна точка за дополнително паѓање на следните избори.
Тоа ќе се случи. Албански фактор нема, меѓународна поддршка нема. Добро, Есмиро, вие Финансирањето ќе биде се помало. Вие сте еден од тоа е- последните на кои треба да му вие сте сепак бивши дипломат. Овие шамари што сега ги доби Мицкоски, видите ова денеска е на ниво на инцидент што му го направи. Неколку Палме. пати ја кажав. Ставот на Германија, бидејќи си дозволи на состанок на Меркел вака неофицијално да ја мафтосува германската канцеларка околу ставовите за што ќе се случува со референдумот. Мислите дека тоа може да се поврати како углед и од кога нешто ќе се промени во Види, тие партијата? оценките на председателот Мицковски се дека тоа биле ванила средби. Тоа имплицира две работи. Или него познава вокабуларот како со кој разговараат меѓународните представници, или молчи, или третата дека не ја кажува вистината. Лоши советници. Значи тоа се трите работи. Сега и да е целосно концептот заедно тие три работи да се воедно, пак е многу лоша ситуацијата. Последниве пораки се исти како и претходните. Писмото на Вес Мичел, препораките на Матис, тие се потполно исти пораки, може да е и на тие средби да се користи потполно ист вокабулар. Ја еднаш кажав, Меркел може би не му кажала ништо посебно, му кажала господине Христијан, колку имате факултети на Шангајска листа. Он рекол ни еден, добро, ние имаме 25, бидејќи кажал дека разговарале за универзитетско образование. И тоа е доволна порака, не треба некој експлицитно некој да ја објаснува и кажува. Како ќе се направи рипрошманот, како ќе се направи новото приближување кон албанските евентуални партнери? Бидејќи во таа смисла, особено со воспротестување на некаква стратегиска цел за НАТО и Европска унија, без разлика на сите објаснувања зошто тоа се прави, те успел референдумот, народот и така натаму, тоа сега во политичка смисла ќе биде многу тешко да се направи. Ние имаме веќе избори идната година за председател, таму во принцип ќе се оди на некаква коалиционо решение. Не ли се осудува ВМРО однапред на губење, барем на првиве еден-два избори кои што се гледа? Јас стварно би се вратил малку и на претходно прашање и длабоко жалам што дочекавме еве денеска од гостинов од State Department да упати таква порака, како што напоменавте и канцеларката Меркел. Баш и со еден ваш пријател пред некој ден разговаравме, ваш колега, новинар, дојдовме до еден добар заклучок дека ВМРО ДПМН е еден вид на збир на целата фрустрација на македонскиот народ кој што постои од формирањето од 1893 па до последниве случувања завчера во собрание. Значи целата фрустрација е собрана таму. Илинденско востание, не знам Масном, не знам гонењето на ВМРО-вците низ во бившиот систем, па 90-та, независноста, конфликтот 2001 и таа фрустрација некој умешно треба да ја менаџира. Во овој случај фрустрацијата или комплексот на македонскиот народ, тие жртвувања и тој неправда што му се створила беше многу лошо изменаџиран, се забега на кај исток, тоа и северо-исток, ја би рекол. Во овој момент треба да се само да се почитуваат, еве утре е празникот на основањето на ВМРО, за нас еден од поважните празници. Не може ВМРО да користи антиалбанска, анти-НАТО и анти-ЕУ реторика. ВМРО се знае, сојузниците на ВМРО бил Албанскиот револуционерен комитет, подоцна тоа е историски факт, тоа е веројатно и единствениот сојузник што го има ВМРО биле албанците. Истите маки ги делиме со албанците, заедно копнееме да бидеме во ЕУ и НАТО, да имаме повисок стандард на живот, така да мислам секое забегување, тргање од... Прашам, се работи за привремен флерт со источниот ветриште, да кажем. За привремен флерт заради некакви краткорочни политички поени, снаоѓања и авансирање и така натаму, и ги мислите дека во партијата реално си има поместено нешто и ја не верувам дека ВМРО како партија е отидена во некои сфери, но значајни можеби делови од партијата размислуваат веќе и на тој начин. Тоа веќе му доаѓа како неам точни информации дали некој со некого, нели, или сознанија Бидејќи на ниво на риторика тоа се уште е една тврда прозападна колнење и така натаму. Интересен одговор на ова прашање. Знаете, ние кои се бориме за овие евроатлантски интеграции сме различни луѓе според професијата. Меѓутоа можам да ви кажам дека 99% многу добро ја познаваме историјата. Тоа сме го заклучиле во разговори меѓу нас и тоа е многу интересно кога разговараме со левичари или со независни или со историчари.
едноставно се фрапирани колку добро познаваме историјата, а сме генерално само уки во тој дел, не сме ние историчари. Па ја ми се надоврзал за тој дел е дека ВМРО, и тоа го повикуваме постојано, ако гледате и помеѓу редови и јавно, дека ВМРО не смее да отсуствува од овој процес. Може би ќе биде прв пат во историјата да учествува во процесот, но секогаш кога не учествувало ВМРО, секогаш се случувале големи потреси на грбот на Македонија, катастрофи, но не само на Македонија, туку и врз грбот на ВМРО. Тие расколи произлегувале само тоа кокетирање со некои источни ветришта, кои што кажувате, и мислам дека тоа не е добро ни сега. Може би е интересно, според изјавите дека они го подржуваат името, меѓутоа треба да се чита малку меѓу редови што значи тоа. Така. Се согласувам, за да се бавиш со политика треба да знаеш историја, исто ако сакаш да се бавиш со музика, да знаеш да ги читаш нотите. Така и у политика. Историја магистра вита ест. Од режијата ми јавуваат дека наводно, иако е непотврдено, дека се разрешени од своите функции Јанчев и Богданов. Дали е тоа нешто што го очекувавте? Имаше такви најави или е некое можеби изненадување? Се разбира доколку се потврди, јас мислам дека кај да е ние за 10 на 15 минути веројатно ќе имаме некаква изјава од, но тоа е ова што сега се шири меѓу известувачите таму. Очекувавте да искрено не очекував разрежување, мислам дека е многу чудна и многу лоша порака и кон членството, и кон надворешниот фактор, и кон албанците, и кон целото внатрешно гласачко тело, едно многу недемократски чин. Не иде во прилог на вториот постулат за консолидација на партијата, значи ова е спротивно, значи се оди уште пооштро и поригидно, порадикално во тој дел. Видовме и дека одговорот на Палмер беше одбивање на средба, значи тука не е исполнет и тој постулат. Албанскиот фактор мислам дека веќе нема никаква комуникација. Така што оставаме. Добро, што се сега вашите опции да ве прашам? Јас ве прашав, вие рековте дека се надевате дека овај бидејќи не се борите за функции и така натаму. Но има да речеме фракции кои што се вон ВМРО, еве денеска го слушнавме Кекиновски и така натаму, кои што пак се борат да влезат и да превземат и да побарат воредни избори во партијата и така натаму. Ви имате ли такви действителни некакви барања или сте се уште само група за притисок? Ви одговорив ја дека ќе го почекаме претседателот да покаже дали ќе ги исполни овие три постулата до следните избори. Анализата покажува дека одат работите назад, не одат напред. Меѓутоа тој е легитимен претседател додека не се реизбере некој конгрес или некое гласање. Ќе видиме следните избори што ќе покажат, ако покажат дека ќе се случи дебакл, па може и уште едни после тоа избори, ќе видиме, тогаш ќе мора да се реагира некако. Јас му оставам шанса лично, мислам и дека и Стео исто размислува, му оставам шанса да види да покаже резултат на следни, може би ќе победи. Да, ја го разбирам, како што рече Игор, потребно е ВМРО, политичките партии постојат заради освојување на власт. Како што спомна, треба консолидација, треба не козметички, туку суштински реформи во партијата, носење на статутот кој што ние му го предложивме, сличен како што се на нашите сестрински, од нашите сестрински партии, суштински реформи без козметички и треба обединување. Ја го разбирав обединувањето кога ни се подаде рака нели со неговото назначувањето на претседателот Мицковски, дека ја и го гледам ВМРО во него да бидат и народна и сите останати оние делови кои што ќе се земам за право затоа што сум малку поискусен од вас, макар во следење на политиката. Ми звучите многу наивно. Какво помирување? Во која партија се случило помирување? Сакате СДСМ да го анализираме? Сакате МАК? Во која партија? ВМРО? Во која ВМРО? Во која ера? Во кој период се случило помирување во ВМРО? Не, ја не реков помирување. Јас мислам дека напротив вас процесот во партијата ќе ви оди во чистење со шпакла на сите оние кои што не се согласуваат со раководството. Мене таков ми е впечатокот, не знам дали се согласувате. Видете, можно и тоа да се случи. Меѓутоа тоа ќе резултира, јас ова 10 пати сум го кажал, со освојување на 200.000 гласа на некој следни избори. Долгогодишна позиција. И повторно и појавување на некоја златна зора во Македонија. Така. Тоа е еднината сега. Ние предупредуваме. Искрено да ви кажем, како анализира вон партиските интереси и така натаму, не е тоа баш добра перспектива, особено за така голема и значајна партија што е ВМРО ДПМН. И на демократијата на Република Македонија треба здрава перспектива. Про-ЕУ, про-НАТО. Ве носи и еден голем хендикеп во животот да земете партија да водите кој имало 420-450.000 гласа, 500 на председателски и да доведете до 200.000. Добро, сакаме нешто друго да ве прашам. Тоа е личен неуспех на некој луѓе. Се разбира. Многу суспектно, барем за мене и за дел од аналитичарите,
комплетното, како да ви кажам, повлекување и неспомнување на Никола Груевски. Дури и денешните овие шпекулации за судери, за игри, вакви, такви, така натаму, Мјалков се вади на површина. Груевски е потполно повлечен од било каква действителна позиција во партијата? Јас немам информации дека влијае на било кој начин. Некои шпекулации има, меѓутоа не би се фатил као релевантни. Да, Вие исто мислите зафатен е дека тоа- военно со процесите кои што ги има. Како мислите дека треба ВМРО да одговори на понудената рака на Заев за некакво, иако мене лично да ви кажам право се уште не ми е јасно што тоа значи, но еве денеска се водат првите разговори со Обредението да се направат некакви комисии кои би виделе овие помирувања и така натаму како ќе профункционираат. Како гледате Минатиот вие? пат на кога тоа? ме прашат и последното прашање беше тоа, не Така знам ли дали се беше? сеќаваш. Ја имам Јас ти многу одговорив гости дека низ емисија, па ако е цената да се како се вика, правната држава да се суспендира на одреден период или за одреден случај за овој, не вреди да се плати таа цена. не, за мене вреди. Ја ти одговори вреди, Марковиќ беше, Марковиќ кажа дека вреди, ние се согласиме двајцата. Сега да, еве во дојде таа до дебата, да, се сеќаваш да, во таа дебата. Сега истото го мислам дека е на многу позитивно подадена рака. Ја и тогаш ја кажав како идеја, значи ја поддржувам. Еве, не знам на кој начин ќе се направи, малку го нападна медиумите дека формата, методологијата како ќе било Да, беше несмислено, ама Заев не е прочуен по смислени. Да, така што изјави, се често огласија, дава несмислени. Да, ама има некоја идеја, гледате, некоја парламентарна комисија ќе се оформи, па ќе се разгледуваат. Во меѓувреме има и писмо со поддршка од тие кои се до пратениците од тие кои се веќе осудени и кои се во затвор. Да. Се огласија Така со што писмо. мислам дека се огласија, мислам дека ќе се Тоа ќе почне помогне на дека- вашата партија или Видете, во тој дел може би да изгубиме, може, меѓутоа се работи за лични судбини и тие луѓе, повеќето од нив се невини, дури и тие што се виновни, знаете, ги гледам како на некој начин жртви на таа реторика која долго време се водеше. На таа во- фрустрација. Не, на таа Лошо фрустрација. менаџиран. За оној напад што беше. Значи, вие ако некого носнов го труете со овие се предадници, Да. да. трагуте, па што и тие ќе реагираат емотивно. Есмера, Разбирате? се извинувам длабоко, не се согласувам со вас, Ја, ама не е те, мое ја, да окей, да во се ред. протестирам. Во ред, Јас имаме сум различно гледам мислење. професионалци, организацијата на наставната е професионално направен. Ајде, ние говориме за платени убици, не се само таму платени убици, таму има тренирани луѓе кои што точно знаеле што прават. Не говориме за ове учествува во толпа и така натаму, но таму има неколку десетици ние луѓе на кои тие што се мислиме. инволвирани во толку не Учествува сум професионална толпа, емоционално поведените кои што тргнале тоа да го прават. Меѓутоа има и мислејќи луѓе што се поведени во Да. еуфорија. Тоа е. Така е, не знаете Психологија како на тоа, толпа, сето тоа, нормално. ако смеам да ве подсетам, требаше за заврши со прогласување воредна состојба. Во таа воредна состојба постои една листа Не, за Боже, апсени да. уште истата ноќ која требаше да се спроведе и сега тешко е на овие кои што биле на листата Така, сега да им се објаснува дека ова било така еден обид за во афект за Да, во ред, имало и ама луѓе во гледате- афект, тоа не е гледате, спорно. Тој главниот најверојатно што бил на листата во прв подаде рака и затоа мислам така, па мислам дека е Да, тоа и позитивно. лидерите така ќе се Особено покажат, еве, заедно. покажува лидерство. Добро, Тоа што покажува, значи не тоа може за да иднината збориме на се. Македонија? Мислите дека тоа ве прашувам просто бидејќи тоа е тема Па јас која се што ќе надевам се дека разговара. никогаш нема Ќе да биде се тоа интересира. една ново скалило, повисок стандард во политиката или ова ќе значи дека кој што сака да прави, секако ќе следува Ја помирување и мислам утре дека и ќе биде задутре. додадена вредност и дека никогаш не сме да се повторува, дури може да се реагира во законската регулатива со зголемени казни за никогаш повторно да се Така, повтори. Да дојде едно помирување, кој што го гледавме и во многу земји кој што имаше такви настани, па еве каде се Вие се тие. сеќавате и за хашките случаи дека имаше Да. такво нешто. Знаеш, тоа беше малку Добро, да. љакава работа, Морам па морам поминаме, кажам па сега е дека- добро. Така, последниве 17 години, еве го. Јас Излезе мислам дека дека окей. добро, ние сме во друг вид на процес и во друга состојба, но во ред имате право на своето мислење. Господи, јас ви благодарам за оваа, како да кажеме, една релативно Благодариме на вас. куса анализа, меѓутоа мислам дека беше неопходно овој ден да го завршиме со некаква инсайдерска колку толку анализа. Морам да ви кажам дека не можеме да најдеме и како медиуми луѓе од партијата кои се подготвени да говорат. Значи вртиме по 30 телефони од вашата партија и на крајот наидуваме на реформисти, наидуваме на некои кои се вон тоа, на бивши функционери кои што се одамна заменати во некаква политичка пензија, никој од овие други не сака да говори. Ви благодарам и во оваа Благодарам прилика, вам. пак ќе ве каниме ако Да, ни ќе треба се видиме, некоја баш, анализа. баш. А вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со нас, следуваат неколку минути од реклама